Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство се ништо друго освен институција, чија единствена цел е да ги брани криминалите на СДСМ и особено на нејзиниот претседател Зоран Заев. Реагира членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Кирил Миновски на одлуката на СЈО да го повлече обвинението за случајот Пуч, во кое меѓу обвинетите беше токму Заев. Како што истакна Миновски, со таквата одлука СЈО целосно се делегитимирало како правна институција која почитува професионално или законско работење и отворено се ставила во одбрана и прикривање на криминалите на Заев. Миновски посочи дека Јанева и нејзиниот тим целосно ги игнорирале јасните докази обезбедени преку признанието на сега осудениот Звонко Костовски, скајп комуникацијата и писмото од Заев до Верушевски. Во предметот Пуч има бројни докази. Го знае тоа и Катица Јанева и Зоран Заев. Го знае тоа и обвинителството за гонење на дела од областа на организираниот криминал и советот кој што одлучуваше за правосилноста на обвинението. Зоран Заев е загазен во криминал и во судска постапка ќе се докажеше обвинението. Затоа Катица Јанева одлучи да се повлече и да го брани криминалот. Воспротивно, самиот Заев ќе бараше во судска постапка да се докаже неговата невиност. Но реакциите за повлекување на обвинението за Пуч не доаѓаат само од ВМРО ДПМНЕ. Во нив се погласно се приклучува и експертската јавност од областа на правото. Последен кој јавно се огласи со негативен коментар за работењето на СЈО е професорот Владо Поповски, кој во емисијата Клик Плюс на телевизијата 21 изјави дека СЈО многу почесто се служи со политички настапи и терминологија, отколку што тоа го прави со правнички аргументи. Според Поповски, таквите постапки им даваат право и оправданост на обвинувањата за пристрасност и непрофесионалност на СЈО. Најкарактеристично беа оние конференции за печат во кои што се изнесува на мощно интересен, мислам драматичен начин, мощно интересен за гледање, податоци од предистражна постапка која што по дефиниција е секогаш тајна и секогаш означува правна постапка во која се собираат податоци и дури од кога ќе има обвинение покренато пред редовниот суд, може да се соопштат содржините на обвинението. За време на емисијата, професорот Поповски појасни и дека токму оправданите сомневања во непристрасноста и професионалноста на СЈО може да предизвикаат пратениците од ВМРО ДПМН да не дадат поддршка за продолжување на мандатот на специјалното обвинителство.